После 4 години конечно почна да работи педиатриското оделение со 24 часовна работна смена. Се работи за најранливата категорија пациенти, но за да може оделението да функционира во полн капацитет, треба да поминат барем 2 години, додека дополнително завршат специјализација уште 5 доктори. Еден од најгорките проблеми, да речам, во нашиот град, кој што и лично ние го имаме осетено, кој што имаме мали деца, сме ги носеле во други градови, во други болници. Овај проблем датира веќе од пред 4 години, со крајни напори, некоја импровизација, најдовме решение. Ево ќе искористам оваа прилика и да се заблагодарам и на колешките и на персоналот, значи на оделението за педиатрија, кои што се нафатија и знам колкава жртва прават за ова да се оствари. Оделението моментално се потпира на тројца специјалисти педиатри. Двајца пензионирани доктори се ангажирани како консултанти, а за време на дежурства доаѓа педијатар од Охридскиот здравствен дом. Работиме постојано, значи фреквенцијата на пациенти обично е околу 500 на прегледи дневно. Нормално бројот на прегледи е значително поголем за бројот на викенди, кога не работат тематичните лекари. И најголем број од дечињата ги водиме преку дневна болница. Имаме зголемена фреквенција на пациенти во тек на ноќните часови, после 22 часот. Во септември биле извршени над 1000 прегледи и 20 хоспитализации. Директор на болницата од Петни жили се обидува да не стави клуч на оделенијата и дефицитот на доктори го покрива со ангажман на доктори од скопските клиники. Критично е неурологија, физикална терапија и инфективно, каде од 1 ноември ќе се воведат повторно дежурства. 10 лекари специјалисти само во една година заминале од Охридската болница, едни во пензија, други во приватните клиники. По систематизација на работни места, Охридската болница треба да брои 580 до 600 вработени, а во моментов работат 86 помалку. Потребно е време за целосно екипирање на болницата со кадар. Но не е проблем само Охрид, македонското здравство генерално со децении на колена, вели директорот на болницата. Инаку за потсетување, поради недостаток на кадар, на педиатрија досега немаше дежурства, се вршеа само амбулантски прегледи до 20 часот. За викенди и останатото време, болните дечиња се упатуваа во Струшката болница, бидејќи немаше нити хоспитализации. Шокира фактот дека 15 години не бил пуштен доктор да специјализира педиатрија.